Почитувани пријатели, ви посакувам Божји благослов. Бог да биде со вас и да ве благослови изобилно. Зошто е создаден човекот? Човекот е создаден да му даде слава на Бог и да биде во заедништво со Него. Да видиме што се случи со човекот и како може да се спаси од гневот што доаѓа, како што пишува апостол Павле. Ние според Светото писмо или Библијата веруваме, според Божјото откровение, дека човекот е директно создаден од Бог според неговиот лик и сличност или образ. Создаден од земниот прав и Божјиот здив. Човекот беше создаден безгрешен, поседувајќи во себе вистинска мудрост, вистински интелект, волја и морална одговорност пред Бог. Човекот има дух, душа и тело. Бог му дал на човекот мудрост и сила да управува со овој свет и да има контрола над него, како што е запишено, например, во 8-миот псалм. Божјата намера и план за создавање на човекот е да го прослави Бог, да ужива во заедништво со Бог и да управува со она што е создадено од Бог. Такви стихови можеме да најдеме во Исаија 43 поглавје, во Колосјаните 1 глава и така натаму. Но, што се случи со човекот? Зошто е таков каков што е? Дојде гревот. Затоа ние како верници веруваме дека гревот на непослушноста на Адам и Ева беше негов бунт против апсолутниот авторитет на Бог. Човекот сгреши, бидејќи сатаната, ѓаволот или старата змија, како што е запишано во Откровение на Јован, го искуша Адам да се спротивстави на Божјата заповед и како резултат на тоа, тој се оддалечи од Бог и во истиот миг падна со душа и тело во состојба на смрт. Тоа е запишано, например, во Ефесјаните 2 глава 1 стих, каде што Павле вели: и вас, кои некогаш бевте мртви во своите престапи и гревови. Оддавајќи се на ова искушение, сакаше човекот некако да биде како Бог. И со тој акт или чин, човекот се откажа од господството на Создателот, така што тој стана виновен пред Бог, и тоа виновен за цела вечност, подложен на Божјиот гнев и роб на гревот. И бидејќи сите луѓе произлегуваат од потомството на Адам, сите ние, сите народи, исто и тие се учесници во отпаѓањето на Бог со крајно оштетена природа. Такви стихови можеме да најдеме во Јован 3 глава 6 стих, каде што Исус на Никодим му вели: тоа што е родено од тело, тело е, а тоа што е родено од дух, дух е. Со тоа сите луѓе што се раѓаат во грев. Како што Давид вели: мајка ми ме зачна во грев. Со гревот што го наследија или што го наследивме и што го прават луѓето, во суштина стануваат деца на гневот, на Божјиот гнев. И бидејќи во нив е гревот, тие се способни и склони да го спроведуваат секое зло. Такви стихови можеме да најдеме, например, во Евангелието според Марко 7 глава, каде што Исус вели: од човечкото срце произлегуваат сите гревови. Но како може човекот да се спаси од ваквата состојба? Имаме во Библијата запишано неколку учења кои што навистина се значајни за сите нас: спасение, откуп и оправдување. Да ги објасниме сите овие нешта. Не веруваме дека спасението доаѓа исклучиво од Бог, преку благодат врз основа на откупот во Исус Христос, преку неговата пролеана крв. Тоа спасение не може да се постигне од самиот човек и не може да се заслужи преку неговите дела. Зашто во Јован 1 глава 12 стих вели: а на сите што го примија, на сите што веруваат во неговото име, им даде власт да станат Божји деца, кои се родија не од крв, не од волја на човек, туку од Бога. Потоа апостол Павле вели: не од дела, за да не се пофали некој. Доколку човекот се наслони на своите дела и ги велича, тоа автоматски значи презирање на жртвата на Исус Христос, а Исусовата жртва има за цел да го откупи човекот од гревот.
Нашите дела или човечките дела се како извалкана облека пред Бог. Не помагаат ништо во однос на самото спасение. За ова Мартин Лутер ќе рече следново: ако се надеваме или ако се надевам макар на едно дело и со тоа човекот мисли дека ќе го наследи Божјото царство, истото тоа дело ќе ми биде за осуда во пеколот. Спасението е чисто Божјо дело, без човечки заслуги. Затоа ние како верници веруваме дека Бог не може поинаку да го откупи човекот од ужасните последици на неговото паѓање во грев, освен преку целосно задоволство на неговата света праведност. Затоа, тој уште од вечноста ја предодреди жртвата за помирување преку неговиот единороден син Исус Христос. Поради тоа, Исус Христос, синот на живиот Бог, во одредено време од Бог дојде на земјата во сличност на човечкото грешно тело за откуп на човечкиот род. Тој покажа совршена послушност со тоа што за нас го исполни целиот закон, што ние на ниеден начин не можевме да го исполниме. Тој се жртвуваше или неговото тело беше жртва заради нас. Тој стана проклетство заради нас и се изложи на Божјиот гнев и казна за нашите гревови. Затоа ние веруваме дека оваа негово дело на вечно и целосно помирување преку Божјиот Син е единствената причина за нашето вечно спасение и дека преку него ни се овозможува простување на сите наши гревови, ни се овозможува оправдување, вечна праведност, вечен живот, избавување од вечна смрт, од силата на ѓаволот и пеколот и фактот дека преку ова откупување добиваме сила да го мразиме гревот, да умреме за него, да го сакаме доброто и да го спроведуваме доброто. Христос, откупувајќи не, преку својата смрт и воскреснувајќи од мртвите, се вознесе на небото и седна од десната страна на Божјото величие. Откако го заврши делото, тој го испрати својот свет дух во нас, преку вера во неговото славно откупување. И како вечен првосвещеник, тој сега се застапува за нас пред Бог Таткото. И според неговото ветување ќе биде со нас преку сите денови на нашиот живот до крајот на векот, додека дојде времето да не земе во небото каде што пребива тој во неговото вечно царство. Затоа ние веруваме, преку тоа спасение и откуп, дека оправдувањето пред Бог е целосно негово дело. Тој ги прогласува праведни сите оние кои преку вера во Исус Христос ќе се покајат од своите гревови, како што е запишено, например, во Римјаните 2 глава, во Лука 13 глава и така натаму. Сите што го препознаваат како нивен Спасител и Господ, Христовата правда е доволна и не вклучува ниту едно човечко дело, како што веќе реков. Христос ги зеде нашите гревови врз себе и сите кои веруваат и на сите кои веруваат им ја додели својата правда. Наново родениот човек е облечен во Христовата правда, како што е запишано, например, во 2 Коринтјаните 5 глава 21 стих. Тоа значи дека Бог е праведен и го оправдува секој кој верува во Исус. Но услов за тоа е ако некој се наново роди. Како што Исус му рече на Никодим, без наново раѓање никој не може да го види Божјото царство. Затоа ние веруваме дека новото раѓање или наново раѓање е надприроден настан кој се случува преку дејството на Светиот Дух. Само преку Светиот Дух човекот може да оживее и да му се даде нов живот и нова природа, станувајќи ново создание. Наново раѓањето е дело на Светиот Дух, така што човекот колку и да е грешен и отпаднат од Бог преку слушање на Божјиот збор и примање на Духот, го воспоставува заедништвото со Бог кое го изгуби со паѓањето во грев. Кога грешникот ќе се покае и кога преку вера и преку дејството на Светиот Дух ќе го прифати Исус Христос како негов Господ и Спасител, тој се наново раѓа и го започнува новиот живот во Исус.
Вистинското наново раѓање се потврдува со плодови на покаяние, кои се манифестираат преку правење добри дела. И како што реков, добрите дела, што ги прави наново родената личност, ги прави од послушност кон Бог. Тој не ги прави за да се наново роди, туку затоа што е наново роден и како резултат на тоа, во него има силна желба, природно да ги прави делата. Бидејќи има нова природа, создадена од Бог. Добрите дела изобилуваат во верникот во зависност од тоа колку му се предава на располагање на Светиот Дух и во послушност кон Божиот збор. Преку послушноста, верникот расте во верата и вистината и станува се посличен на Исус. Наново раѓањето го води верникот кон свет живот, за да може совршено да го слави Христос се до неговото второ доаѓање. Затоа, кога една личност ќе се наново роди, тој живее свет живот. Не веруваме дека секој верник е осветен во Христос, одвоен од светот, за да припадне на Бог преку оправдување во Исус Христос. Така што тој, врз основа на Христовото дело на осветување, се смета целосно свет пред Бог, одвоен од гревот. Во оваа смисла, осветувањето се случува во мигот кога човекот ќе се наново роди, не пред тоа. Со овој чин се определува и позицијата пред Бог, доделувајќи му на грешниот човек светост, што никогаш не ја заслужува, а пред Бог мора да бидеме 100% свети. Ова осветување во Исус не треба да се меша со целоживотниот постоен процес на осветување, растејќи во светоста и вистината. Христовата светост се смета како наша светост, преку вера. Затоа ние веруваме дека секој кој е роден од озгора преку Светиот Дух има внатрешна потреба да биде послушен на Божиот збор и преку силата на Светиот Дух кој живее во него сака да расте во светост, се повеќе и повеќе, за да биде сличен на неговиот учител Исус Христос. Ние веруваме дека наново родената личност е во постојан конфликт и борба со неговата стара природа, која ја наследи од Адам. Но сепак, треба да се нагласи дека тој како ново создание во Исус, борејќи се против старата природа, секогаш излегува како победник преку силата на Светиот Дух кој живее во него. Оваа борба ќе трае додека е жив на земјата, така што сите изјави досега се за апсолутно искоренување на гревот не се библиски. Некои веруваат дека може совршенството да се постигне на земјата со човечките напори и дела, но тоа е погрешно. Победата над гревот е можна само преку помошта на Светиот Дух. Христијанинот е свет во Исус Христос, еднаш за секогаш, исто како и оправдувањето, и ја потврдува истата преку целиот живот, предавајќи му се на Бог одново и одново за осветување. И со тоа наново раѓање, светост, оправдување, помирување, ние имаме сигурност на нашето спасение. И затоа ние веруваме дека сите наново родени верници, кои се спасени и откупени преку верата, се сигурни во поглед на нивното спасение. Тоа е голема привилегија за верникот да може да се радува во сигурноста на самото спасение. Но треба да се потенцира дека сигурноста на спасението не му дозволува на верникот да се впушта во секакви гревови. Оправдувајќи и надевајќи се дека и да греши, тој пак има гаранција за своето спасение. Тоа е погрешно библиско учење. Таквиот може само да се декларира за христијанин, но не е од Божиот спасен народ. Тој штом го има Светиот Дух, тој е запечатен со него и има гаранција дека тој ќе го одржи за спасение до крајот на неговиот живот, според Божјото ветување. И затоа, ние сме сигурни во нашето спасение, зашто Бог толку го возлюби светот, што го даде својот единороден син, та секој што верува во него да не загине, туку да има живот вечен. Нему слава во сите векови. Амин.